Добро вечер. Дали се забавувате? Пирузе, Господ Тараполос. Трябва да запеям, да бакни. Дай пусти малце, житите. Може се моли собственик на Юго Корал 45. Бакни. Добре. Те пазвам давам се лиснала. Пред некој ден огласи почнав да читам. Да, слободен сум веќе, знаеш, на одмор демеки. Огласи зедов да читам, абе не ти се верви што имат пуно оглас. Не знам во последно време дали имате прочитан огласник. Си викам, читајки ги огласиве, можеш да видиш на кое дереđe сме. Не, само видиш што се продава, што се купи, јасно ти е. Значи, пазете го огласов, цитирам. 40 годишен маж бара жена само исклучиво за брак. Тоа е. Да се жениме, разбираш. Клецање, нешто, одење по куќи, не. Матури, крштетки, сва, не. Само за брак, да знам дека имат жена до мене. Да имам зашо да се нервирам во живот. Причина да обелише, жена. Исклучиво, земи си ја врзи ја запарно и тоа е, таа е жена. А зашо ти е иначе, зашо? Господи. Готово ме заинтригира, реков ќе ја прочитам ова огласиве, сиве са ги прочитам. После следен, ако сакаш да бидеш почитувана, сакана, може и со дете, не е битно дали кај мене или кај тебе, јави се. Море ли кам виво мангу пова и покуќи работи. Да немаш оправдање, да речеш, да бе сакам, ама не можам да дојдам. Да ме куфлеле, не можев да дојдам. Ожива, јас ќе дојдам. И замисли се, јавуваш на телефона, ало? За почитувана со дете натиснете 1. За почитување без дете натиснете 2. Без дете, ало, жено, саш да дојдам или ќе дојдеш? Јас ќе дојдам. И замисли кој ќе пој типов кој ќе речи клекни, о жено. Да, знаете што следуват, едно поштовање. Клекни ме испоштована и стани испоштована на сите страни. А ова следно, бе, од јаково појако, неверојатно, викаат, барам жена до 40 години, може ти разведена, може ти со дете, може ти домазет. Си викам, ти по вооча е, човече. Не бират по пол, раса, етничка припадност. Барам жена, не, дечко, извини. Може ти разведена, значи не, ти може ти со дете, ама претервиш. Може ти домазет, шо било, дајте нешто. Домазет, само тој ќе ме свати што значи да си укнетен. Неиспоштован. Боже Господе. Ова следно исто многу јако некој тамо. Барам женска личност, може од село, може и од странство. За дружење, евентуално брак. Демек да, си пази, прво, личност бара типов. Она, карактер, лепота не е битна.
Може и личност, од цело да е, од странство може и личност, во град немат личности, не. Жена од град чумути е. Комата не знае ди суши. Пасерава жената, врзија запарно полуво. Личност барал тој. Не зошто. Ова исто многу јако. Демек, викат, ова нежно е, са поетски звучи вака едно. Демек, ако сите извори ти пресушиме и те обзеле канџите на осамненоста, исти сме. Бабе, fell in love with an alien. Одма ќе му се јавам, живи се најмило. Му се јавам и викам, ало, сите извори ми пресушија. Канџи на осаменост ме гушат. Тој од таму. Исти сме. А јас... И тоа е, после само си дишите по телефона. Че од снегов малце асола, да. Животиште нема тоа. Али последниот ми беше омилен, значи вака, почитувани дами и господа. Момче од Прилеп, неженет, да, бара женска особа до 40 години за прослава на Нова година, може и брак. Шо зори, не? Излекиш, не знаеш што ќе се деси. Јас викам му, ако не се има двоумено друго составувало гласов, јас ево. Сигурно дека од Прилеп прво тутунот сакал да опродаде. Ко се јавил таму го прашува, госпа... Ало, се јавуваме од Прилеп. Сакам оглас да објавам. Зашо да е, господине, огласот? Ке го продавам тутунот. Како сакате да гласи то гласот? Да гласи момче од Прилеп. Бе, добро, дајте малце по-конкретно. Момче од Прилеп, неженет, има тутун. Ма, господине, видете, значи, што со тутунот вие сакате да постигнете, кои се вашите цели, да го продадете или да го не знам? Да го продадам нормално, да најдам купец за тутуно и за парите че со жена. Пишувај, момче од Прилеп, неженет, има тутун. Добро, само да ве предупредиме, со ваков оглас може да ве зафркаваат. Ми тогаш пишувај, момче од Прилеп, неженет со тутун, бара сериозна девојка за мажење. Ама, значи, господине, видете, треба прво да се забавувате со девојката малку, да се запознаете, нели, па после, евентуално, брак, нели, така. Еми тогаш пишувај, момче од Прилеп со тутун, бара девојка без тутун, сериозна, за прослава на Нова година. Може и брак, ама па после. Ој, господе, после читам во огласиво на следна категорија, гледам еден вика, продавам вуду кукла. Што зборуваш? Тоа е weapon of mass destruction. Демек не е многу употребувана. Дедо имаше 90 години, не сакаше да се откажиш и мало ние го појачавме. Еднаш ја употребивме вуду кукла. Вуду кукла знаете што е? Тупиш и таму некој реагира.
Викам, колко е яко да си имаш она вуду кукла. Кодалинско човече, универзално. Да бе, пример, оиш в кафич негде сакаш да влезиш, овие ти се пуват на вратата и кажат, ало, маликане. Шо се дешава? Не гледаш дек само парой пущаме. Па со женска сум, не гледаш? Не гледам. Земи ја куклава и влези му, не гледаш? И готово си, си влегнеш културно, нормално. Него пипили, например, после ручек, си се накаркал графо на убо, ребро, све. Не тричачи на вино, во една лежерна атмосфера, не ти се станви, не ти се мърдви. Зато куклево е тука, вземи го и влези си сам себе си. Преубо. Да бе, или пример, оиш на пошта, знај, не дай Боже пензионерве пензија да ме земе. Бо, до шалтеров немаш 5 сати да се доближиш. Зато тука е куклево. Насочи го само кон рајава и влези. Кој волко, кој колко, одма ќе речат, шо ме ви е пустил? Колк? Дали во време во Маро ќе се менви? Овие шо се по 2 фатени вака бабиња, знаеш? Шо оде ти шо оговаря цело време. Најпој ќе поени даве, ни влезе. Знаеш, ќе речат, да се прибериме, ќе се смени време, ќе ме заклави длака, не ќе може суда. Или, пример, жена ти те нервират, само насочи го куклево према неја и во машина за перење фрли го на центрифуга. И ќе почни женама, бабе, брейк денс. Јас да сум музиче и пуштам, јас снимам со телефони на YouTube. Папао! Crazy wife. Да фрчат лајкој. Да. Ќе сакаш некого. Стално луѓе ме прашват, не, ти глумец си? Да. Си глумиш вака? О, да, си глумам. Секој ден? Секој нон-стоп. Друга работа јас немам, си глумам. О, не да глумам, парчека, не. Од савајне, пример, полепи млеко ќе слезам, си глумам. Со продавачкава долу. О, не да глумам, режирам све, влегвам она продавница и ако не ви кажи точна реплика, пример, влегвам, добар ден, комшија, не, одново. Живни малце бе, жено, мислам, продавачка си. Влези во улога, разбираш, замисли, малку драма треба да има, вака Оскар никогаш нема земиме. Значи влези малце, замисли си дека с ношти машки цела ноќ не се прибрал. Си го барала по телефон, ти исклучвал. Цела ноќ не си спана, се треба да си љубезна со муштериве, дај малце драма и влегвам. Добар ден, комшија. Ке почни одма липат плач, си глумиме, сакам да кажем. Ова редица се направила до 1 километар, разбирај. Оттаму тие пцуват, ајде пичка матере, сад чекаме, не можеме да наплатиме, шо, задржи то, браво. Си глумиме, разбираš. Си глумам, например, по селски слави, о, како глумам. Ептен, кој ќе се сретниш со ние, бабињана, ко тие шо ви кажа, подрака шо се фатена. На секоја селска слава човече ги има, те. Неверојатно, и идат, нит те знаат, нит те познаат, одма ти се фрлят да ти спаци кола. Знам да го иди. И знаеш, во брзањето секојаш ми се дешава. Дури те бацајт малце овде на муцева, ке те подлюбни, тој на муцева. Појако е од вуду кукла, луѓе, златно ние. Вака ќе те малци, тоаш глумам дека се е во ред. А внатре во мене нешто умира бавно. И не те остават бабево да се опоравиш од бакнежот на смртта. Не те остават, одма те почвет со некој тешки муабет, везе шо немат. Пример, одма те ти кажат како постела таја. За Божи, како постела.
Пусти си небитно, не, одма вика, Јас само првиот ден и последниот постав. Убо е цело време, ама кој може? Јас не. Убо си е, јас не можам. Прости ме, колку запричесна, знаеш, колку во рајот да влезиме. Кога ќе влезиме во рајот, не морат на најубото место, не ме потака по настрана. Битно влезиме. Господе, улесен, што се дешава, ненормално. Да, во улога на комичар сум, цело време. Одам ваму, таму, по настапи, по не знам шо со луѓе, секоја вечер, едно друго, се враќам дома, отварам врата, ги гледам само жена ми и детето. Прво што викаме, шо ве, соткаш вид настапов? Само двајца. Катастроф, да, фала, сочувство. Да, и дека спомнав со жена ми дека знаеш и та глумица, не да си глумиме подобро цело време. Абе, аз спомна ѓубрето да го фрлям една глума што ме обземат одма. По колено ме боли врат, кичма, одма се претворам во англискиот пациент, она. А таа докторката ме негува, ме пази, го фрла ѓубрето. Ќе ти фрлям јас ѓубре, не ми е во филмов. Некојаш мора да направам исклучок. Жена ми кој е во улога на Хитлер. Нема тој ќе го фрлиш. Не треба да се поткрепни пред лицето на фашизмот, ама тоа е. Некогаш мора. Животиште, да. Да, ситно има улоги, например, што се многу вака, да речам, тешки за глумење. Например, Например, една таква е улога на татко, јас отскоро сум во таква една улога. Да, и мене не ми се вервеше, бе. Живи се, си викам кастинг да правя, гарант немаше да добијам улога. Ке рече, дечко, кај имаш ти завршено? Бугарија. Нешто поситно ти играш ти. Неверојатна улога, знаеш, ја не можам да се замислям себе си на родителска. Стам ќе пукнам од смеење. Живи се најмило, учителкава нервозна ке речи, значи децава малце треба си ги подприперите. Некни вилушкав штек, кладоја фаза 0 се спои, сиба мајката цела инсталација, 2 недели час не може да одржам. И си викам, по идеја е. Грато! Или кој ми речи, значи детево малце ќе си го подстегните дома. Помалце игри на компјутер, појке учење. Нормална си мори, јас сум шок сега. Година и пол имат мајка му, ја убедвам најнов PlayStation да купиме. Викам, злато му е, сонце, слушај ме. Најнов модел на PlayStation. Тоа е основа за развој на интелигенцијата. Нешто што не можеш да го сватиш. Да. И детевото кога се роди, јас обично многу сакав да патувам. Сега патувам со детево само ако морам. Да патуваш со дете, па тоа е нова димензија. Нов космос, драги мои. Одма сваќаш колку светов порано бил потивок. Кои се бунат комши, демек музика нешто гласна, свирен, викам, море, блажени сте. Не знаете што, значи свират дечки млади, сваќаш, многу едноставно е, постапуваш на следен начин. Се јавуваш полиција, 2 до 3 пати. Ако то не успе да ги смири, земаш литар ракија и му се придружвиш. Решено. Ова зверов ако почне... Нема таја полиција што ќе го запри човече. А ти немаш друг избор, не, што ќе направиш, ќе земиш литар млеко и ќе пуштите Харис Чинович лајна, ќе се направите? Заборавим на тугу, кар млекце. Не, разбираш. Мислам дека диносаурусите изумреле зашто патувале со деца. Не е комета, не е дете, мало, диносаурувче. Велосираптор. Велосираптор, мајка му нагалено рапи го вика.
Рапи! Айде, Мило! Абе, ела ваму, ръшум направи. Не, оди там, ти реко в канджите да ги сечиш. Ела, морем. Вие сте деца, вие сте диносауруси, човече. Погоден од темата сум, да. Друга тешка улога, но една од најтака тешките ми е улога на дежурен кривец. Многу тешка улога. Жена ми обично имат поќе текст, кој ќе глумиме во такви филми. Да. Јас сум на внатрешно действие поќе. И не само што имат поќе текст човече, туку и си импровизират. Си топиш ви човече, немат како да не ја почестиш за таква улога, во улога на жена која секогаш е во право. За 8 март секогаш и поклонувам златна палма. А добро, понекогаш, например, си глумиме, кој што ви реков, со жена ми, ама во различен жанр. И заебано е. Например, јас во комедија сум, лајно направен в кафана. Ај да ви кажем една работа, значи, јас кој ќе работам на улога, одам до крај. Дури не затворит кафанава, нема, кој се вратам спремен, влезем во улога, мамо мила, комедија. Не е потребен текст понекогаш. Доволно е само главниот јунак да гледате како ги соблекува чевлите во ходникот. Комедија, жива. А жена ми во хорор. Врата се отвара. Се појавуваат поспавачани едно време, взори. Водена коса ваква. Јас таа вика, стоко ке дубијам. Досега ги гланцав плачките. Одма добиваш биографија за нејзиниот лик. Седела до зори, значи е вампир. А вампир е пошто умрел од чистење. Хардкор. И да. Иначе, знаеш, си даваме така награди на крајот година, Оскари си делиме. Си глумиш цела година, на крајот година Оскар за ова, за она. Јас, например, 7 Оскари имам досега добиено за споредна улога во филмот Чекајки ја неа да се спреми. Сага, луѓе. 150 продолженија имат филмот, тоа немат маш што го немат гледано. Во Star Wars лајна да јадат. Јас не битен, знаеш, таа е битна, се спремат со сати, човече. Јас демек глупа, ама знаете, јас како чекам, една драма шо има внатре, си викаш, сега ќе ја заколит. А да не земиш Оскар. Таја имат Оскар добиено за еден филм во кој шо играт улога на жена шо готви во кујната. Да, филмот се вика Куќа на летечките ками. Само што ќе влезам и ками лете. Знаеш, ќе ми речи, деме, кој кинески филм, знаеш, ми речи, ти реков свежа брокула да купиш, ова е бајата. Бајат ти е начинот на готвење, злато. Добро, кој што реков, си глумиме, снимаме и филмови за возрастни од време на време. Да. Мојава жена не е само за брак. Еден од омилените филмови за возрастни во кој што играм една од главните улоги ми е Детето е нагости кај баба му. Цртичка цел ден. Каков саундтрак имат филмов, вие не знаете. Да блештит во соседството. Строго само самогласки. И мора джез музика да пуштиш во позадина и си речат, овие се колет. А порано во младоста, кој не бев женет, знаеш, кој бев млад, зелен, сега само зелен, омилен филм за возрастни ми беше Сам дома.
Почвев да глумам во филмот, почвит филмов и одма Оскарот го гланцам. Не мала работа за глумец. Кој како ќе си ја нареди? Да. Сега пошо Божиќна вака, Божиќен период, многу популарни се песни за Божиќ. И то си викам, значи, горе-долу сите песни што се направени за Божик, за Нова година, знаеш, горе-долу истите мотиви ги содржат. Само многу е битно, например, кој е изведувачот. Од тоа зависи песнава каква ќе пример се ќе дам. Например, Мараја Кери, таа е една од најпознатите песни што имат одма. Да, знам. Значи, една од најпознатите песни што имат испеано е All I Need for Christmas is You. Значи песната е вака, Мараја Кери. Пирузевич, дај малце вода за возмече. Мараја Кери. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I want for Christmas is you. Сега замисли Дадо Топич. Да ти влезит за Божик со кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди радоси се. Братко, ќе ми е тажно ако се сетам на неа, уж поќе во депресија да влезам. Тажно ми е заради тоа. Не е тоа за Божик никако. Или замисли Ристо Вртев да ја препејка овај работа. Ристо Вртев кон младите го знаат. Да, прилика вака би било. Жена Божица на асфалт што гребе. Мислев ја љубам, а јас ја задушив. Јас сум гула до кафе, ти птица доле. Ти си се што ми треба на овој материјален свет. Одиме понатаму. Јован Јованов кога би ја препеал песната на Мараја Кери би било од прилика вака. Итно ми требаш ти, елката не работи, се што сакаш ке ти дадам, само нека работи. Тони Зен и Сладкар кога бија препеале истата песна би звучела од прилика нешто вака. Уствари заборав да кажам, не. Значи рапериве намерно прават битбокс во секоја песна за да може да плюке по све, а никој да не ги примети. Тоа е она. Значи песната од прилика вака би била. Твоите лампиони. Твоите лампиони. Тето мраз, кој сум јас. Јас и Тето мраз направивме јака сделка, ке светиш ти на мене на ките на коелка. Твоите лампиони. Твоите лампиони. Тето мраз, дојди ми кај нас. Са Сладкар, иди маца јака женска, покажи ми став. Ја не ти дам снег, него шеќеру прав, твоите лампиони. Твоите лампиони. Дедо мраз, не за нова година само ја ти требам. Само ти без злато моје сакам да те фкаш лак. Oh yeah. Make it happen, baby.
Пока шла. Биди диджей, пушти добра музика. Бабина. А замислете тек Цеца како била препеала оваа песна. Ба. Од прилика вака е. Uvek sam za Božić, stajala bi, plakala, ne vrede mi diamanti, briljanti hladni su, ispuni mi jednu želju, bar jedan red budi tu, all I need for Christmas is you. Исто замислете демохристијанска верзија на песната. Демохристијанска дека демо е, не е објавено уште. Значи, од прилика вака, мир на сите, изгасете мобилни, мирност и скромност за Божик, треба да не краси, на човек салетно нешто му треба за од грев да се спаси. Да не мислиме на работи вредни, да не бидеме љубовни и гневни. Помоли се и кажи ја желбата своја, со мојката моја ти дадам спас. Се што ти треба за Божик, тоа сум јас. Кажете ги имињата. И за многу години толку од мене за оваа вечер.